Пуштена ти е камерата. Ајде. Добро, почитувани, да почнеме со пресконференцијата. Задоцнето и патетично, токму вака во општина Аеродром ја коментираат она несекна кампања во која што влегува Златко Марин во изборна година. Златко Марин, човекот кој што ветуваше крај на урбаниот хаос, а наместо 10.000 засадени нови дрва, како што ветуваше, 10.000 нови стамбени единици насади, ветува сега ни повеќе ни помалку, туку градба на голф терени во село Лисиче, руралниот дел на општина Аеродром, вредни, внимавајте, 2.500.000 евра. Уште еднаш, голф терени во село Лисиче, Аеродром. Недостасува само уште да каже дека може би планира голф терените да ги отвори Тајгер Вудс, легендата на светскиот голф. Вакво подигрување со интелигенцијата на жителите на Аеродром, особено со лисичани, е безобразно и понижувачки. Луѓето очекуваат да видат проекти за подобро живење и за економски развој на Аеродром, особено на руралниот дел, а тој продолжува со бесмисленото понижување на потребите на граѓаните. Во Аеродром, бетонската џунгла на Марин, за приватните джебови на мокниците на власт, само за 10 месеци минатата година се одобрени градба на 1155 станови или над 63.000 метри квадратни станбен простор. Марин од буџетот на Аеродром потроши половина милион евра за метларки од фирмата на екс-вице-премиерот Кочо Андјушев, а нема ниту еден денар за борба против аерозагадувањето во Аеродром. Еве уште еден показател. Од вкупниот износ за капитални инвестиции за Аеродром, Златко Марин реализира само 5%. Помалку од Арачиново, Кратово, Шуто, Оризари, Струга, Велес и други општини во Македонија. Златко Марин, кој што еден парк не успеа навреме да искоси во Аеродром, змии и стаорци ги плашат децата и граѓаните при прошетки, еве повторно ги чека пролет со змиите и стаорците на Златко Марин, ке градел и одржувал голф терени во руралниот дел на општина Аеродром во атарот на Лисиче. При тоа, ке го сместел во атарот на Лисиче делот каде што треба да има индустријско развојна зона, места за вработување, компании, фирми, тој ке отварал голф терени. Да не беше трагично, ке беше многу комично. Марин, кој што 3 години, а ниту оваа четврта од која што му тече од мандатот, не го изгради средното училиште кое што требаше да биде изградено во училиштето, во општината, ниту ги доврши работите за реновирање на основните училишта, ниту пак за градинките, ама Златко Марин сега ќе градел голф терени во општината со најзагаден воздух во Скопје. Почитувани, ваквите комични настапи на Златко Марин се само надоврзување на неписмените пораки испратени на англиски во раниот старт на неговата изборна кампања, кои што значат урбано напуштање на Аеродром. Ваквите најави на најнеспособниот градоначалник на Аеродром, Златко Марин, со најави за нереални проекти, уште повеќе ги тера граѓаните да избегаат од некогаш најурбаната општина во Македонија. Ви благодарам.